59 починати, а 115 хоспитализирани. Ова се бројките од вчерашната трагедија во дискотеката во Кочани. Во Кочани е Александар Спасовски, кој што ги следи состојбите. Кои се последните информации околу истрагата? Маријан, последните информации се оние кои што ги соопшти државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Според тоа што го кажа тој, во моментов 10 мина се во, како што рече, краткотраен притвор. Тоа се осомничените за пожарот кој што изби во текот на изминатата ноќ. Не сакаше да изнесе повеќе детали, не сакаше да изнесе информации ниту имиња за кој станува збор од она што го имаме како неофицијална информација и дел од оние информации кои што ги соопшти претходно на пресконференција и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Меѓу осомничените е поранешна државна секретарка во Министерството за економија. Покрај неа има осомничен еден поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување, еден раководител на сектор во оваа институција. Меѓу осомничените си двајца членови на бендот, синот на собственикот на локалот, како и управителот на компанијата која што го менаџирала овој локал. Како што каже и Коцевски, истрагата се уште е интензивна и постојано се шири, така што не се исклучува можноста во текот на утрешниот ден да има и нови осомничени лица. Според информациите кои што тој ги сподели, некаде повеќе од 20 лица се повикани на информативен разговор. Ја потврдија и информацијата дека меѓу оние кои што се повикани на информативен разговор и екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Меѓутоа, до овој момент немаме информации дали и тој ќе биде дел од постапката која што ќе се води за овој случај. Имаме дел од изјавата на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Се бара краткотраен притвор за 10 лица, затоа што токму за тие лица во текот на денешниот ден обезбедивме докази за да се утврди евентуалната нивна. Откако ќе заврши увидот на лице место, после тој краткотраен притвор може притворот да се продолжи уште за 30 дена. Може евентуално да се работи за кривични дела од член 292, тоа што пред малку го напоменав, за кривично дело од член 357 давање и примање подкуп и за кривично дело од член 396 во врска со пиротехничките средства. Можам да дополнам уште тоа дека лицата постапувале спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето од големи размери. Александар, ти остануваш во Кочани, но дали тимот на обвинители вечерва останува во Кочани или се сели во Скопје, дали таму е завршена комплетната истрага? Не, овде во Кочани истрагата не е завршена, иако, како што кажа обвинителот Коцевски, за денеска истражните активности на местото каде што е предизвикан пожарот се завршени, но потенцираше дека истрагата не е завршена и дека и во текот на утрешниот ден ќе се врши практично истрага во дискотеката каде што избил пожарот, така што обвинителите остануваат фокусирани и на Кочани. Во моментов се наоѓаме на градскиот плоштад во Кочани. Предпоставам веќе и зад мене можете да забележите, туку има прилично голема бројка на луѓе кои што се собрани да одадат почит, да запалат свеќа за жртвите. Според оние информации кои што се официјални и потврдени, имаме 59 жртви во оваа катастрофална несреќа. Александар Спасовски, ти благодарам за историјата од